Zoki Poki, raskaz, crtež. Tatko mu na Zoki Poki не е много дома, но кога е, тој скоро цело време му го посветува нему. Денеска тој му покажува како се обојува веќе нацртаната куќа. Тато ќе нацрта куќа и Зоки ќе нацрта куќа. Потоа тато ќе ја обои куќата, покривот со црвена боја, ѕидовите на куќата со жолта, прозорците со кафена, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега е ред на Зоки. Може ли сам? Го прашува тато. Можам, вели Зоки, и го обојува. Покривот со зелена, куќата со сина, небото со кафеава, тревата околу куќата со црвена, а прозорците со жолта боја. Не, Зоки, вели тато, куќата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, ниту пак небото кафеаво или па покривот зелен. Погледни го пак мојов цртеж и почни одново. Зоки го погледнува татковиот цртеж и почнува. Сега небото е црвено, покривот жолт, а тревата околу куќата кафеава. Пак почнува одново. Но еве, небото е сега зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш, и покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е исушена, сине, му вели тато, а нашата трева е зелена. Обои ја правилно, уште неа и готов ќе биде цртежот, но на Зоки повеќе не му се црта. Тато, вели тој, но додека јас цртав, тревата се исуши. Ако, нека остане жолта.